македонската телевизија, добро вечер. Поздрав од градскиот стадион во Скопје во оваа студена декемвриска вечер. Го очекуваме по неколку моменти почетокот на надпреварот од квалификациите за Европското првенство во Англија 96-та, средбата меѓу селекциите на Македонија и на Кипар. Четврти настап на македонската селекција во квалификациите по многу нешто специфичен. Надпревар со една посебна арома. Македонија за прв пат во улога на фаворит. Во првите три дуели, како што ви е секако добро познато, за противници имавме екипи чие што име значи нешто, значи многу во европскиот фудбал. Денеска против селекцијата на еден Кипар со долга традиција на учество во квалификациите за Европското првенство, но не и со соодветни резултати. Денеска без знамето на јарболот, без знамето на Македонија, без знамето на Кипар на јарболите на градскиот стадион во Скопје, само со знамето на Европската фудбалска унија и она знаме за ферплей, дел од акцијата за војување коректни спортски односи на терените на стадионите ширум светот, но затоа пак трибините на стадионот се преплавени со македонските знамиња. Дел од одлуката на Европската фудбалска унија, како што беше образложено, под директно влијание или сугестија од Обединетите нации. Од друга страна и самата природа на односите помеѓу Македонија и Грција, ако сакате и Македонија и Кипар. Ветото што кипарската држава го става за приемат на Македонија во КЕПС, например, сето тоа на некој начин го создава посебниот амбиент на овој денешен спортски надпревар. Веруваме дека сето ќе биде во рамките на спортот и покрај една малку понагласена, би рекол, атмосфера на трибините, каде што за прв пат пак во квалификациите има многу слободни места. Може би повеќе слободни од кои се запатени. Нема ни десетина илјади љубители на фудбалот според слободната проценка. Прашање, дали на тоа влијаеше студеното време, дали на тоа влијае и послабиот по рейтинг противник од оние кои гостуваа претходно овде, европскиот првак Данска, великанот Шпанија. Конечно, може би и цената на влезниците која остана како и за средбите со оние најсилни европски селекции. Двете екипи истрчаа на теренот, поздравени со скандирање Македонија, Македонија, и сега следи интонирањето на државните химни. На Кипар проследено се едни недозволени сепак свирежи однесување на публиката. Колку и да е неприфатлив ваквиот начин на искажување на својот однос кон една актуелна ситуација, сепак тоа е Vox Populi, тоа е гласот на народот. И сега десетина илјади, како од едно грло испеана химната на Република Македонија, развеани знамињата со сонцето во средината и 16 краци околу него, а ако веќе официјално не ни дозволуваат на јарболот, никој не може да ги спречи
љубителите на фудбалот и секој граѓанин кој дојде на овој натпревар на трибините да го развие нашето знаме. А во продолжение, верувам, она што е во овој амбиент повеќе врзано за настани надвор од спортот, ќе биде помалку во преден план, а повеќе ќе доминира чисто спортскиот момент. А тука пак ја очекуваме првата победа на македонската репрезентација. Затоа ќе треба да се погрижат овие 11 миле што ги одреди Андон Дончевски. Значи, за Македонија на голот Данчо Целески, со број 2 Бујадин Станојковиќ, со број 3 Митко Стојковски, број 4 Љупчо Марковски, број 5 Илија Најдовски, број 6 Чедомир Јаневски, број 7 Бобан Бабунски, 8 Бошко Ѓуровски, 9 Зоран Бошковски, 10 Милко Ѓуровски, 11 Тони Мицевски. Тоа е изборот на Андон Дончевски. На клупата за резервни фудбалери остануваат Трајчев, Мемеди, Јовановски, Серафимовски и Петрески. За Кипар, селекторот Михаилидис ги одреди овие фудбалери за денешниот натпревар. На голот Михалис Кристофи, број 2 Калотеу, број 3 Караламбус, број 4 Јоану, број 5 Евагорас Кристофи, 6 Стефани, број 7 Караламбус Захаријас Караламбус, број 8 Фасулиотис, број 9 Гогич, број 10 Сотирију и број 11 Савидес. На клупата за резервни фудбалери на кипарската репрезентација Константину, Малекос, Хаджи Лукас, Панејоту и Андреу. Додека на стадионот одекнува рефренот на веќе познатата навивачка химна, да кажеме дека денешниот натпревар ќе го суди Хартмурт Штрампе, а му помагаат Петер Аугар и Ханс Георг Фулбрун, судиска тројка од Германија. Натпреварот започна. Кипраните први комбинираат, сето тоа проследено со свирежи од трибините. Очекуваме и денеска, иако трибините на стадионот не се исполнети до последно место, атмосфера, како и на претходните средби, атмосфера која ќе ги понесе нашите фудбалери до првата победа во првиот квалификационен циклус за Европското првенство во кој учествуваат македонските играчи. До сегашниот биланс од 3 средби против великаните на европскиот фудбал, 2 нерешени дуела со шампионот на Европа, бранителот на титулата Данска во Скопје, и против Белгија на незиниот терен во Брисел, особено вреден успех и пораз против Спанија овде во Скопје 2:0. Ја следиме првата акција на нашите фудбалери. Бошко Ѓуровски фаулиран во кругот на средината на теренот. Му се брза на Јаневски. Бобан Бабунски со број 7. Акција по десната страна. Станојковиќ повторно Бабунски, односно Јаневски. Сега Милко Ѓуровски. Милко Ѓуровски со пета препуштена топка. Станојковиќ ја продолжува акцијата. 3 кипарски играчи околу нашиот репрезентативен. Топката е земена само за кратко, но судијата пресудува и еден прекршок во стартот на Бошко Ѓуровски. Од трибините на стадионот на самиот почеток на натпреварот полета Ејато Гулаби како израз на една добра желба. Гулабот, благородна птица, символ на мирот. За сега повеќе грешки на фудбалерите од двете екипи на средината на теренот. Број 9 во кипарскиот тим Сунича Гогич не успеа да комбинира со Фасулиотис. И сега нов напад на нашата репрезентација, груб прекршок на Димитрис Јоану. Останува неказнат за овој прв старт, но нема никакви дилеми дека повторена таква ситуација, Бабунски беше неговата жртва, ќе значи и казнена мерка за него. Се уште нашите не дојдоа во ситуација да упатат директен удар кон голот на репрезентацијата на Кипар. По десната страна, Тони Мицевски принуден е да се врати доста назад, го има зад грбот упорниот Калотеу. Не за долго, кипраните тешко ќе успеат да состават некоја акција, впрочем почетокот им е и предпазлив и ориентиран на одбрана. Прекршок од нашите фудбалери, 10 метри од средната линија во полето на македонската репрезентација.
неколку мина од фудбалерите на Кипар со високи чорапи, хулахоп чорапи, со ракавици на рацете, временски услови сепак битно различни отколку на нивниот медитерански остров. Вчера при пристигнувањето во Скопје сончев ден, напладне, пријатно време кое можеше и да ги подсети на временските услови од кои доаѓаат, меѓутоа денеска една карактеристична ведра и студена декемвриска вечер. Се уште може би и не толку студено, со оглед на тоа дека веќе 17 декември. Кон нашиот гол, Најдовски со глава и се разбира Целевски може да интервенира, да прифати топката со раце и веднаш проигрување до Чеде Јаневски. Бабунски на средината на теренот. Кои да беа дилемите на Андон Дончевски во однос на најавениот состав, односно 12 имиња во конкуренција за 11 места. Со на прв поглед дилемите се јасни, сега да проследиме ова акција на Бобар Бабунски, прв обид од околу 18-19 метри од косо по десната страна, сосема безопасно. Во петтата минута прв директен удар кон голот на кипраните. Еден првиот поглед на составот јасно зборува дека Андон Дончевски денеска се реши сепак на офанзивната варијанта, што е и сосема логично. Ова е надпревар во кој ние треба да напаѓаме и да победиме, па така од тимот изостана Зоран Јовановски, кој ги одигра сите претходни надпревари на официјални надпревари на македонската репрезентација, сите 8 дуели, оние пријателските 5 и 3 во рамките на квалификациите. Едноставно од не од играчки причини, не се спорни неговите квалитети, туку тактички нашата репрезентација треба да има состав кој ќе биде способен да напаѓа и да го совладаме противникот. Но да видиме што ќе излезе од оваа акција на кипраните со број 9 Гогич. Играч од просторите на некогашна Југославија, Синиша Гогич, кариерата е започна во Радничкиот Ниш. Следиме акција на Митко Стојковски, добро управување, не стигнува топката до Бошковски. Бошко Ѓуровски. И сега го следиме Георге Савидес. Допред 2 години играше во првенството на Грција, беше клубски другар на фудбалерот кој многу недостасува во нашиот државен тим, Тони Савевски. Ево што е познато, поради повреда отсуствува од денешниот надпревар. Инаку со неговото појавување во репрезентацијата на Македонија во дуелот со Шпанија беа одвејани сите дилеми, сите можни шпекулации и комбинации зошто го нема во тимот и конечно и неговиот тимаек и Грчката фудбалска федерација мора да постапи согласно прописите на Европската фудбалска унија и да му дозволи да игра за репрезентацијата на Македонија, а повредата е исклучивата причина, така не уверуваше Андон Дончевски, за неговото отсуство од денешниот надпревар. И се разбира кога сме овде, недостасува уште еден човек, Дарко Панчев. Издржува третиот последен надпревар од казната поради исклучувањето со данска акција на Синиша Гогич. Без завршница акцијата на кипраните на нова шанса за Савидес. Лош центаршут, сепак притрчува Хараламбус. Захаријас Хараламбус. Дали тоа е веќе можно за контранапад на нашата репрезентација? Бошко Ѓуровски, Милко Ѓуровски. Уште еднаш Бошко Ѓуровски кон Зоран Бошковски не успеа да ја прифати топката и голманот Михалис Кристофи комбинира со неговите соиграчи на половината на Кипар. Акција по десната страна. Во овие моменти топката во нозете на Василиотис. Па потоа играчот со број 6 Стефани, офсайд и топка за нашите фудбалери. Илија Најдовски со капитенската лента на раката.
Илија Најдовски еден од најстарите и најискусните во тимот, од овие што играат најстар по возраст, Кошто Ѓуровски. Морам да се извинам, иста година се случи Демир Јаневски, но Јаневски некој месец порано роден од него. Уште еднаш Најдовски и Јаневски. Митко Стојковски денеска нормално да очекуваме дека ќе действува офанзивно по левата страна. Тони Мицевски со пета, добро проигрување. Нема центаршут, но барем корнер. Прв удар од аголот за нашиот тим. И аплаузи од трибините. Дали конечно по полни 9 минути игра во десеттата ќе биде ставена на мака одбраната на репрезентацијата на Кипар. Тони Мицевски, Станојковиќ бие крај голот. Туедин Станојковиќ денеска го игра четвртиот надпревар во репрезентацијата во континуитет. На сите три средби од квалификациите постојано во тимот. Разбирливо искусен интернационалец, игра во првенството на Шведска, во Дегерфорш. Претходно 28 настапи за репрезентацијата на некогашна Југославија. Фудбалерот кого од Кубаново кариерата го водеше преку Скопски Вардар до Белградски Партизан и од таму до Шведска. Со број 2 Јанос Калатеу. Посега барем од репрезентацијата на Кипар го гледаме она што можевме и да го очекуваме според оценките добиени од нашиот селектор врз основа на впечатоците од пријателскиот надпревар против Израел, како и од средбите, клубски средби на домашната сцена на Кипар. Еден борбен и упорен противник, но до сега барем без некои посебни фудбалски квалитети, прашање што ќе покажат и нашите. Може би прекршок врз Зоран Бошковски во оваа ситуација има, но претходно веќе беше сигнализирана офсайд позиција и сосема е на место одлуката на судиската тројка. – 12 минути игра во првото полувреме. Ниту голови, ниту шанси, ниту особени возбудувања. По десната страна Ѓорѓе Савидес изведува слободен удар. Савидес на 8 февруари наредната година ќе напълни 34 години. Изморед искусен фудбалер. Ова се пета проигрување од Бабунски. Предок форси даде Станојковиќ. Судијата на средбата Хартмурт Штрампа. Со проигрување Захарија Стараламбос Фасилиотис, па сега во казнениот простор се најде Сотирiju, но веќе претходно рекламирана офсайд позиција. Сотирiju, Андрос Сотирiju, член на екипата на АПОЕЛ, 26 годишен. Има 28, ова е 29-ти негов настап по репрезентацијата на Кипар и е првиот стрелец на тимот со досега 9 постигнати голови. А тоа е капетенот Евагорас Христофи, член на Омонија,
33 годишен, 29 пат во репрезентацијата, стрелец на 1 гол. Со број 3 пак го гледавме Мариос Хараламбус. Има по двајца фудбалери со исто презиме, голманот Христофи, Михалис Христофи и капитенот Евагорас Христофи, како и Мариос Хараламбус со број 3 и Захаријас Хараламбус со број 7, меѓутоа не се браќа или барем не се во поблиски роднински врски. Топка до Бошковски, отиде предалеку од голот и покриен од Мариос Хараламбус. Убаво вратена Бабунски, добра акција на нашите фудбалери, голема шанса 1:0. Бошко Ѓуровски. Голема радост на трибините, 15-та минута и воредна ефикасност. Прва гол шанса, прва добра акција на македонската репрезентација и водство 1:0. Стрелец Бошко Ѓуровски. Бошко Ѓуровски, 5-ти настап во репрезентацијата, прв гол во црвениот дрес на македонскиот државен тим. Голема радост од трибините, светлечки ракети, петарди, но сето во рамките на трибините, не и на теренот долу, инаку па сето се разбира не е дозволено и би можело да донесе казна за Фудбалскиот сојуз на Македонија. Само подсетник дека фрлената конзерва од Кока-Кола на стадионот во Битола на средбата на младите репрезентации на Македонија и Шпанија чинеше точно 10.000 швајцарски франци. Уште се слави водечкиот гол на македонската репрезентација. Во првата третина или на истекот од првата третина на првото полувреме остварена е резултатска предност и разбирливо сега полесно се игра. И ја подотворат ли кипраните својата игра, тоа ќе биде шанса за контранапади. Полесно се игра кога се разредени редовите во одбраната на противникот. Бошко Ѓуровски интервенираше, стрелецот на голот, Тони Вицевски. Дозволува судијата играта да продолжи, процени немаше намерно играње со рака. Јаневски, Бошковски и уште еднаш жртва на груб старт на кипарскиот фудбалер. Дали е тоа Јоану? За момент ќе видиме жолт картон во секој случај. Жолт картон сепак за Хараламбус, Мариос Хараламбус. Одлично постапи Штрампе, мора да го заштити Зоран Бошковски. А фудбалерите на Кипар добро знаат кој е првиот голгетер на нашиот тим. И за сега барем, иако малку пати дојде во контакт со топката, немаше друг начин како да го запрат, освен со други стартови. Играта продолжува пред јужната трибина. Интервенција на дежурната лекарска екипа. Има впечаток дека некој од луѓето од клупата на Кипар веројатно се повредил тамо некаде во кабината наменета за гостите. Меѓувреме неколку опомени од официјалниот спикер до публиката за коректно навивање и без петарди.
Доколку делегатот на средбата го внесе сето тоа во протоколот, а веројатно ќе го внесе, тогаш исто така е веројатно дека ќе уследи и казна. Делегат на средбата Лео ван дер Крофт од Холандија. Акција нова на нашата репрезентација по десната страна. Станојковиќ предок фор при тој фаул во нападот. Еден спрема 0, 20-та минута на првото полувреме. Бошко Ѓуровски во 15-та минута стрелец на тој гол на македонската репрезентација. Се игра на нашата половина, топка за Синиша Гогич, натурализиран кипранин. Веќе почнав да кажувам за него. Од Белградски Раднички преку Рад до Кипар, каде што доби државјанство. И овој 31 годишен фудбалер сега е првата играчка звезда на репрезентацијата на Кипар. Тука се уште и голгетерот Сотирију, искусниот Савидес. Но сена се и сите тие, а уште повеќе нивните соиграчи, без особен фудбалски рейтинг во Европа. Уште еднаш да повториме, можеби околу 10.000 гледачи на трибините на градскиот стадион во Скопје, најголемиот дел од нив концентрирани на најголемата, на јужната трибина. Добра интервенција на Марковски, Митко Стојковски. Свртена до Станојковиќ. Грешка на Станојковиќ, право во нозете на Захаријас Хараламбус. Потоа Андрес Сотирију, уште еднаш Хараламбус. Пред Гогич интервенција на Митко Стојковски. Гогич пак. Конечно Тони Мицевски, Митко Стојковски. Од средината на теренот Јанос Халотеу. Играта е запрена. Хатмут Штрампе покажува дека на Љупчо Марковски му е потребна помош на средината на теренот. И се бара веднаш и носила не поради тежината на повредата, колку поради оние правила да се избегнат подолгите застои и прекини на играта во вакви ситуации. Играчот се изнесува надвор од теренот и по укажаната интервенција, доколку биде способен да ја продолжи во продолжина преварот, ќе се врати во прва пригода. Во наредните моменти, значи, македонската репрезентација ќе игра со играч помалку. Престанува да посакаме Марковски да биде брзо способен да го продолжи на преварот. Несомнено дека е од исклучителна важност неговото присуство во одбраната, впрочем ги одигра сите надпревари на македонската репрезентација, со тоа што само на една средба против Испанија во Скопје не беше од самиот почеток, туку влезе во 39-та минута во игра. Откако се виде дека без него не функционираат најдобро одбранбените редови. Прекршок на Митко Стојковски. Марковски се враќа во игра. Нашата репрезентација е комплетна. Со
Слободен удар, Георге Савидес и Костас Фасулиотис. Одни двајца, Савидес. Директно кон голот. Со претходно еден малку театрален гест дека ќе нафрли. Демек побара од неговите соиграчи да појдат на топката, всушност биеше директно на поблискиот агол од голот. Или тоа му беше намерата, топката отиде крај гол. Дваесет минута на првото полувреме. Од пред 10 минути Македонија води против Кипар со 1:0 со голот на Бошко Ѓуревски. Подсетник 1:0 гласи резултатот на дуелот на репрезентациите на Македонија и на Кипар до 21 година одигран денеска во Почани, победа на македонскиот тим. Со број 5 капитенот Кристофи. Ова произведување е полгодичниот прифати најдобро топката, сега Милко Ѓуровски. Голем фудбалски талент Милко Ѓуровски, иако неговите остварувања сеткупно кога ќе се погледа кариерата сепак не се одговаруваат на проценките за таа за каков калибар на талент се работи. Инаку еден од ретките што оствари трансферна релација Црвена звезда Партизан. Милко Ѓуровски мора да сочека да притрчат неговите соиграчи. Потоа Бошко Ѓуровски кон Бошковски нема позиција за волеј. И откосо и висока топка, сепак дриблинг и само корнер. Втор удар од аголот за Македонија. Аплаузи за акцијата на Зоран Бошковски. Како и при првата ситуација, Тони Мицевски. Кон Бабунски, бие со глава, голема шанса и 2:0. Повторно Бошко Ѓуровски. 26-та минута, Бошко Ѓуровски 2:0. Еве целата ситуација уште еднаш. Тони Мицевски. Бабунски со глава. Милко му ја препушта топката на Бошко Ѓуровски и 2:0. Двајца фудбалери и голманот пред Милко Ѓуровски. Во тој поглед сосема чиста ситуација, 2:0. Во досегашните настапи на македонската репрезентација само на еден фудбалер му успеа да постигне 2 гола на еден надпревар. Тоа беше Ванчо Мицевски на дуелот против Албанија, пријателски надпревар во Тетово 5:1 за Македонија. Специфичната тежина на овие голови е неспоредливо поголема со самиот факт што се работи за надпревар од квалификациите за Европското првенство. Во меѓувреме жолт картон за Чедомир Јаневски. Наспроти сите предупредувања, повторно петарди во знак на славје за вториот гол. Пиротехниката е забранета на стадионите, од друга страна предновогодишна атмосфера. Не за да ги оправдувам навивачите далеко тоа, колку да се разбере подобро целата ситуација, а и несомнено сите оние елементи за кои зборував на почетокот од коментарот придонесоа за едно вакво расположение на стадионот и за еден таков начин на славење на водството. 2:0. Сосема солидно, одлична залика за само 26 минути игра, уште повеќе ако се има предвид дека
Практично од една шанса и од еден прекин на игра постигнавме 2 гола. Но сега веќе аплаузи за оваа борбена игра на нашите за пресингот на средината на теренот. Тони Мицевски, фаул во напад. Штета што на трибините не се исполнети. Прекрасна атмосфера. Навистина и оние светлечки ракети и петардите недозволени се, но придонесоа малку за убавата атмосфера, а особено постојаното скандирање или како пред малку пеење на навивачката химна црвена боја ми е најмила, се одомаќи на нашите спортски терени и не само на фудбалските. Јаневски. Бошко Ѓуровски, односно Милко Ѓуровски се губам, успева да изнади прекашок, слободен удар за нашиот тим. За него е изгледа задолжен високиот Димитрис Јоану. Постојано крај Милко Ѓуровски. Станојковиќ на десната страна. Фаулиран во дуелот со Захаријас Хараламбус. Захаријас Хараламбус, еден од тројцата фудбалери, тројцата најмлади во тимот на Кипар, сметано заедно со оние на Кипарта за резервни играчи. Роден 1971 година, на 25 март, од него помлад е само Костас Малекос. И продолжува и радувањето и славењето на љубителите на фудбалот. А сите оние кои никако не сакаат да пропуштат можноста за една фудбалска фешта, за тука на лице место да се прослави првата победа на македонската репрезентација во квалификациите. Резултат кој заедно со она реми во Брисел ќе ни донесе и подобар пласман на табелата во втората квалификациона група за Европското првенство во Англија 96-та, а ќе ни донесе и бодови за напредување на официјалната ранглиста на Светската фудбалска асоциација, ранглиста на националните селекции. Јаневски ја губи топката во дуелот со Василиотис. Гогич со трију за момент запрен од Бабевски. На десната страна Калотеу, а потоа Савидес. И на тому Савидес грешка. Бошко Ѓуровски е пресече топката. Мисля, че патот на топката се раздава. Во офсайд Савидес, слободен удар за капитенот Илија Најдовски. Уште неполни 13 минути до крајот на првото полувреме. 2:0. Бошко Ѓуровски во 15-та и 26-та минута стрелец. Калотеу, вратена топка за Мариос Хараламбус. Капитенот Христофи ја препушта топката на Василиотис, овој кон Гогич. Стојано кога нешто се случува на нашата половина, Гогич е тој кој треба да ги осмисли акциите. И сега што ќе направи Јанес Калотеу? Се биде да излуди и успеа во тоа. Корнер. Прв за селекцијата на Кипар.
Одлично изведен корнер и прва интервенција на Данчо Целески на денешниот натпревар. Гогич по левата страна. Баше прими топката Хараламбус. Мал притисок на репрезентацијата на Кипар. Милко Ѓуровски. Јаневски. Стефани. Хараламбус, Мариос Хараламбус. Уште една штопка за него. Калотеу. Јаневски. Очекува или сметаше Калотеу дека треба да биде досудена топка за репрезентацијата на Кипар. Против напад Бабунски греши право во ногата на Луис Стефани. Но продолжува акција. Бошко Ѓуровски. Тони Мицевски. Свртена вдесно кон Бошко Ѓуровски. Двојно проигрување со Бошковски. Уште еднаш кон Бошковски, но веќе имаше осет. Напад на Сотирiju во зоната на шутот. Ништо од сето тоа. Се чинеше дека може да биде опасно по нашиот гол. Јаневски го следеше, притрча и Најдовски како да се уплаши од нив голгетерот на кипраните Сотирiju. Петуваше дека ќе се обиди во Скопје да постигне гол. За прв пат на натпреварот воопшто дојде во некаква полушанса за тоа. Неполни 10 минути до крајот на првото полувреме. Гогич, проигран од Јоану, Пасавидес, Митко Стојковски, одамна не сме го виделе во излетна противничката половина. Јаневски, тегови топката, Савидес, Бошко Ѓуровски. Досега централна личност на мечот. И постигна двата гола, а неколку пати ги пресече акциите на кипраните на средината на теренот. Период од играта во кој Кипар има контрола врз настаните. Лошо преигрување, аут. Поводството од 2:0, малку можеби претерана предпазливост на нашиот тим, во секој случај не се оди на безглави јуриши, туку постапно се гради патот кон победата. Факт е дека имавме многу среќа, ако може да се зборува за среќа, се разбира. Имавме многу висок процент на реализација. Практично две можности, обете претворени во гол. На моменти се добива впечаток како свесно да им се препушта средината на теренот на фудбалерите на Кипар за да се добие простор за контранапад. Станојковиќ, па Бабунски, притрчува Станојковиќ, Милко Ѓуровски, убаво кон Станојковиќ, меѓутоа капитенот од Агорас Кристофи во аут. Бабунски. Добро нафрлена топка. Тони Мицевски, поврат на кон Бошковски, Митко Стојковски бара позиција за удар. Вратена до Бошко Ѓуровски. Непрецизно. Па сепак аплауз. Бошко Ѓуровски и Митко Стојковски актери во оваа акција.
Митко Стојковски, Тони Мицевски, Јаневски, без размислување. Уште еднаш Јаневски, Марковски и Најдовски притрчува да расчисти, шанса за Кипар и конечно Митко Стојковски на место. Корнер. Изравнување во корнери 2:2. Сепак нема место за повратна игра. Колку и да сме посилни од селекцијата на Кипар, сепак ако им се остави простор, нормално дека ќе се видат и да го искористат. Опоменуваат онаа шанса или полушанса на Сотиријука и оваа ситуација сега. Данчо Целески уште еднаш боксува. Данчо Целески со само 40 минути поминати на голот на македонската репрезентација од второто полувреме од надпреварот во Шпанија, во несреќен ден за Кире Трајчев. Се здоби се апсолутно предност и сега веќе практично незаменлив на голот. Уште повеќе и по одличните одбрани во Брисел. Станојковиќ од длабочина се бара Бошковски, особен во нападот. Со само еден шпиц играч, еден искорен нападјач действува нашата екипа, иако и Милко Ѓуровски треба да е тоа, но нешто малку поповлечен од Бошковски. Савидес се број 8 Захаријас, односно Костас Касулиотис, па пота Мариос Хараламбус и Станојковиќ. И Гогич, и Захаријас Хараламбус поеда на Станојковиќ. Од оваа мала битка на средината на теренот 2-2, аут за македонската репрезентација. Ева Горас Христофи. Ова идеја, топка кон Савидес, која не види таму еден Најдовски. Станојковиќ и Сотирију. Повторно обајцата, погледате со каква упорност го следија, не давајќи му никаква можност да ја изнесе топката. И како честопати и во животот воопшто упорноста се исплати во оваа ситуација. Нафрлена топка уште еднаш Целески, не најсигурна интервенција, но тука е Митко Стојковски. Се жали на повреда Целески при оваа своја интервенција. Прекина играта поради фаул и можност да се види што е со Целески. И она не особено силна интервенција, очигледно имаше судар со некој од двајцата фудбалери од репрезентацијата на Кипар. Еве ќе го видиме сето тоа во повторената снимка. Ојде Целески, да се најде во еден момент во сендвич. И откако опасноста е расчистена, веќе можеше да побара помош. Неполни 2 минути до истекот на 45-те предвидени за првото полувреме. Ако и ја продолжи играта во овој дел, судијата Хартмут Штрампе има и зашто имаше неколку прекини, не особено долги, но имаше.
како и при повредата на Марковски, но до среќа како и со Марковски, така и Целевски останува во игра. Јоану, Христофи Евагорас. Видиме Станојковиќ кон Милко Ѓуровски, меѓутоа уште еднаш Евагорас Христофи. И сега веќе со број 7 таму Захаријас Хараламбус. Не успеа никако да го пронајде Фасилиотис. Милко Ѓуровски со Бабунски не го одигра сето тоа најдобро. Еден сигурен потек на Митко Стојковски, без последици. Станојковиќ. Очигледно се чека крајот на првото полувреме. Никаква нужда од преголемо брзање нема. 2:0. Милко Ѓуровски не му пројде, што би се рекол, замислената финта. Гогич, кон казнениот простор, таму најдовски, а потоа и Данчо Целески. Несагрозено водство на македонската репрезентација. На два пати само кипраните дојдоа во казнениот простор на нашиот тим до некакви полу шанси. Сена се развој на настаните, прво како што очекувавме, и второ развој кој навестува дека сме на добар пат да забележиме првата победа во квалификациите за Европското првенство. Победа со која би го прескокнале Кипар во себе случај на табелата, моментно втор, што е и необично и претерано високо за овој тим. Од друга страна и победа која под одредени околности може да ја донесе Македонија на второ место. Зависи од резултатот на дуелот помеѓу Белгија и Шпанија вечер. И во овој момент Хатмут Штрампе означува крај на првото полувреме по нешто повеќе од 1 минута продолжение. Македонија Кипар 2:0. Бошко Ѓуровски во 15-та и 26-та минута. Тоа се и најинтересните и најважните моменти од првото полувреме, во кое Македонија, би рекол, без потреба да се вложи и последниот атом од силите, обезбеди солидна предност за мирна игра во второто полувреме, во кое очекуваме евентуално ова водство и да биде зголемено. До тогаш малку одмор и за вас и за мене, почитувани гледачи, токму како и за актерите на вечер. 2:0, посакуван, одличен резултат, сигурно водство на македонската репрезентација и сега во вториот дел треба не само да се одржи овој резултат, туку да се продолжи со смирена игра за да се дојде евентуално до уште поубедлива победа. Се чини дека сите претпоставки за тоа се тука. Во овој момент започна второто полувреме. Што се однесува до резултатот, голема е веројатноста дека ќе дојдеме до посакуваната прва победа, но исто така голема е веројатноста дека Фудбалскиот сојуз на Македонија ќе се соочи со можност да биде казнет од страна на Европската фудбалска унија поради многуте петарди во првото полувреме, уште повеќе и поради тоа што се случи за кое што ја споменав дека еден од луѓето од делегацијата на Кипар е повреден. Мислев дека се работи за оние луѓе долу на клупата за резервни фудбалери, дека евентуално при скокот таму може би се чукнал со главата во металната конструкција на кабината. Да видиме, Милко Ѓуровски, полна позиција, силен удар, крај голот. Меѓутоа, на полувремето добив разјаснување на целата ситуација. Се работи за човек од раководството на репрезентацијата, кој бил повреден во пределот на увото од фрлена петарда.
Во меѓувреме, тој господин по интервенцијата во некоја од клиниките во Скопје е вратен овде и продолжи да го следи надпреварот на трибините на градскиот стадион во Скопје, значи се работи за некоја полесна површинска повреда, но во секој случај и самиот тој факт навестува какви може да бидат последиците од таквиот начин на славење на постигнатите голови во првото полувреме. Инаку, Бошковски во акција по левата страна, прекрасно свртена топка, Тони Мицевски во гол шанса, добар прием, бие длако лоша завршница на инаку одлично изработеното до тој момент. Добро изведена акција, еве го Мицевски, ја прими пристојно топката, а потоа сакаше ли да го префрли, да го лобува малку излезениот голман на кипраните, што и да беше намерата, испадна најлоша можна реализација од таа ситуација. Останува 2:0, Тони Мицевски. И првиот поглед на теренот укажува дека нема никаква промена во редовите на македонската репрезентација, а ми се чини дека и кипари во второто полувреме со истите 11 мина од првиот дел. Топка за Синиша Гогич, лош прием, тука е Бабунски, го користи тоа. Бошко Ѓуровски се склетка, но успева не само да задржи контрола врз топката, туку и ефектен начин да се ослободи од Сотирiju. Милко Ѓуровски чекаше момент за со потег да го проигра Митко Стојковски. А повторно заработува аплаузи Милко Ѓуровски, поради тоа што се врати длабоко на нашата половина за да спречи напад на репрезентацијата на Кипар. Милко Ѓуровски, 31 годишен, и тој го мина фудбалскиот зенит, може би не толку поради 31-та година, колку поради неговото сваќање и приоѓање на фудбалот. Особено последниве години, кога се чини дека сосема му спласна амбициите, а влегувањето во репрезентацијата на Македонија како да го заживеа, да го врати назад во оние поголеми, позначени фудбалски лигови како што имаше во кариера. Бошковски изнудува аут. Повторно се огласуваат навивачите. Неуморни беа и во првото полувреме. Од таа страна се служуваат честитки, од друга страна пак и покрај ветувањето не изостана пиротехнички шоу. А тоа пиротехничко шоу очигледно може многу скапо да биде платено. Ева Горас Христофи, па потоа се урети Харламбос на средината на теренот. Овој влево кон Гогич, се слободува за момент од Марковски. Сотирiju и Јаневски во последниот момент грева раце Сотирiju. Штрампе смета дека сето беше во рамките на дозволеното. Стефани. Пак кон Гогич, Калотеу, Савидес. Милко Ѓуровски, аплаузи, добар потек, убаво проигрување Станојковиќ. Центар шут и пред Бошковски интервенција на Хараламбус. Тони Мицевски го губи дуелот со Калотеу. За малку испадна кус Митко Стојковски. Тони Мицевски, Јаневски, Бошко Ѓуровски. Фасилиотис влево
Хараламбус, Захаријас. Гогич. Уште еднаш Захаријас, Хараламбус. Фасилиотис. Гогич. Фасилиотис. Долго кружат кипраните, не наоѓајќи никакво подобро решение. Гогич. И конечно, Тони Вицански, по интервенцијата на Јаневски. Бабунски. Он спринт креа од линијата по десната страна. Станојковиќ. Мицевски. И назад е Бошко Ѓуровски. Гогич, запрен од Марковски, на коректен начин. Тони Вицевски, Милко Ѓуровски, Бошковски. Бошко Ѓуровски притрчува кон казнениот простор. Станојковиќ центар шут. Долго траеше ова акција на македонските фудбалери без тие да успеат да најдат дупка во бедемот пред голот на Кипар. Милко Ѓуровски прави фаул во напад. Јаневски назад кон Данчо Целески. Македонската репрезентација денеска го игра четвртиот надпревар во квалификации за Европското првенство. На прагот е на првата победа. Митко Стојковски сам аут. Две нерешени, еден пораз. Со една победа билансот би бил сосем изедначен. Уште повеќе ако остане на овие 2:0, тогаш и односот по голови би бил изедначен. 4:4. Митко Стојковски, верувам дека по денешниот напред имаме и позитивен биланс. Ова беше една од шансите за тоа. Од друга страна, за селекцијата на Кипар само да го проследи нападот на Гогич, фаул од Станојковиќ и жолт картон, односно од Бабунски, извинувам. Нема дит. Микел Штрампе дека овој старт треба да биде казнет со жолт картон. Селекцијата на Кипар денеска го игра својот 53-ти надпревар, квалификационен надпревар од Европското првенство. Билансот е повеќе од катастрофален. На 52 средби само 2 победи. Само 5 нерешени дуели, дури 45 порази, 19 примени, 150 постигнати се, извинувам, 158 примени голови. Да видиме сега овој слободен удар. Ништо, топката е веќе кон средината, се разбира, ќе бидеме задоволни ако останат кипраните на тие нивни 19 скупно постигнати голови, а оние два, вториот всушност. Сега ова беше конечно прв посериозен обид. Удар за среќа директно во рацете на Данчо Целески. Ето е играчот што биеше во нашиот гол. Добро, и 7 Захаријас Хараламбус. По 11 минути игра во второто полувреме, останува на 2:0. Сакав да кажам, вториот гол на Бошко Ѓуровски, стрелец на обата инаку, беше 160-ти што Кипар го прими во квалификациите за Европското првенство. Бабунски, добар центар шут. Тони Вицевски. Ова е како лош прием на така. Едовски припомага во оваа ситуација.
Тони Мицевски, Митко Стојковски, pre него Јанос Калотеу. Соло акција на Митко Стојковски, Милко Ѓуровски, недоразбирање. Сушност. Идеја да биде проигран Бошковски, но прочитано од противникот. Фаул прави Гогич, одборот Марковски. Уедин Станојковиќ, Бошковски, следќе топшата е мина од тимовото. Данчо Целески, на 9 септември наполни 27 години. Сигурен на голот, голманите имаат и долга кариера, подолга од играчите во поле. Убава перспектива пред него. За сега негова прва алтернатива останува Кире Крајчев. А своја шанса во наредните години ќе очекува секако и Петар Милошевски. Јанески убаво ја излече цела оваа ситуација до крај. Тони Мицевски нема контранапад. Богич. Сега Митко Стојковски. По десната страна Калотеу во пробив. Јанос Калотеу, 28 години, фудбалер на Омонија. Омонија од Никозија. Бошко Ѓуровски стриктно се внимава на нашиот центарфор Зоран Бошковски. Неку кренати се сите фудбалери од клупата за резервни играчи на македонската репрезентација, освен Долона Крајчев. Значи Мемеди, Јовановски, Серафимовски, Петревски се загреваат, па евентуално некој од нив може и да чека шанса да заигра на оваа средба до крајот. Ризични преигрувања на мал простор, топката е загубена. Некоја се и среќа се разбира во вакви ситуации што имаме еден противник од рангот на Кипар, неку
со посериозни селекции, тоа може да биде и казната. Јаневски, Тони Вицевски, Митко Стојковски. Уште еднаш во карактеристичните пробиви, тешко е да се задржи кога ќе појде по левата страна, освен на овој начин со фаул. Зашто тоа го направи Калотеу. И Митко Стојковски лежи, меѓутоа не е ништо сериозно. Видовме уште еднаш стартот на Калотеу. Останува Стојковски во игра. Слободен удар и по подолго време за прв пат само Целески на нашата половина. Подобро е процени топката Гогич. А таму, добро, Крстија, Јаневски, Марковски, сега Целевски, само до кипраните. Нова грешка. Милко Ѓуровски, убаво проигрување. Бабунски по десната страна, да се чекува Станојковиќ. Брзо скласна акцијата. Убаво Станојковиќ со пета. Дали се повреди при тој негов потекот, како беше можеби малку и турнат од Захаријас Хараламбус, кој коректно за секој случај појде да види што е со него. Нема многу приговор за однесувањето на теренот, тие поостри стартови малку што беа на број беа и казнети. Мариос Хараламбус и Евагорас Кристофи во тимот на Кипар и Чедомир Јаневски, Бобан Бабунски во нашата репрезентација добија жолти картони. Бабунски, Бошковски, Милко Ѓуровски кон Бошковски, меѓутоа внимателен таму Мариос Хараламбус. И за Јаневски, и за Бабунски, тоа е прв жолт картон во квалификациите. Од предходните дуели, казнени картони во таа боја имаат Најдовски и Марковски против Шпанија, Бошковски на првиот дел со Данска, а подсетувам Дарко Панчев денеска со денешниот надпревар ја издржува казната заработена по исклучувањето против Данска и напролет Дарко Панчев ќе го имаме во тимот. Самото негово присуство на теренот многу значи, ниту на шпанците ќе им беше можно да играат онака како што играа во Скопје, уште помалку на кипраните денес како покрај еден Бошковски во нападот го имавме и Дарко Панчев. Прв повлекува потек од тренерите, селекторот на екипата на Кипар Андреас Михаилидес. Го вади Георге Савидес со број 11, за да му укаже шанса на број 13 Костас Малекос. Малекос, најмладиот кипарски репрезентативец, 22 годишен. Уште околу 23-24 минути до крајот на надпреварот. Резултатот се уште оној од првото полувреме 2:0. Очигледно е дека на теренот нашите репрезентативци спроведуваат нешто што е договорено, тоа е да не се оди безглаво во напад, да се чува овој резултат и да се
чека шанса од сигурно изградена ситуација или од контранапад, евентуално да одиме на зголемување на лоството. Сега да видиме жолт картон и за фудбалерот со број 7 Захаријас Хараламбус поради овој прекршок врз Станојковиќ. И Станојковиќ останува во игра. Бошко Ѓуровски ќе го изведе слободниот удар. Михалис Христофи и распоредува неговите соиграчи. Вратена топка назад. Трампе дава на знаење на Бошко Ѓуровски дека додека тој не даде знак, слободниот удар не може да биде изведен. Се е во ред. Се е во ред, освен начинот така и Бошко Ѓуровски го изведе слободниот удар. Но тој е најзаслужен за ова водство од 2:0. Обата гола се негово дело во 15-тата и 26-тата минута. Стрелец. Како ќе зборува за уступниот биланс на Кипар во квалификациите, само 2 победи и 5 нерешени во 52 дуела. Може и треба да се спомене дека досегашниот тек на овие сегашниве квалификации е најуспешен за кипраните. Во 3 дуели, 1 победа, 1 пораз и 1 нерешен резултат. Биланс, како што ретко може да остварат. Започна со поразот во Лимасол од Шпанија со 2:1. Видиме сега Бошко Ѓуровски убаво кон Тони Мицевски. Топка за Милко Ѓуровски, Бошковски прекусува и 3:0 на каков атрактивен начин. Меѓутоа прекршок е свирен. Прекршок е свирен. Останува 2:0. Дали се работи за офсайд? Ќе го видиме четата уште еднаш. Јас не гледам овде од кој тип е прекршокот. Навистина не видов офсайд ситуација, ниту опасна игра. Би го замолил нашиот реализатор на овој пренос Зоран Нефовски, доколку е можно се разбира да ја видиме таа ситуација евентуално во продолжение од преносот уште еднаш. Дали со одлуката на на судиите не сме оштетени. Инаку тоа е 25-та минута на второто полувреме. По меѓувреме пред нашиот гол ситуација за возбудување, топката веќе напорот на земја простор. Бошко Ѓуровски, Милко Ѓуровски, Станојковиќ се бори на десната страна и фаул. Фаул. Не аут, слободен удар за Кипар. Два спрема 0. Се тоа е исто како и на крајот на првото полувреме, 15 и 26 минута на преварот, а се игра 71-та минута од средната. Околу 19 минути до крајот. Зоран Бошковски бие од прва, но овој пат не беше прецизен. Гол аут и само воздушки. Замена во македонската репрезентација. Со број 14 Зоран Јовановски ќе влезе во игра на местото на Бобан Бабунски. Аплаузи за Бабунски од трибините. Видиме дали оваа измена ќе донесе некакво прераспоредување на теренот. Честитке клупата за Бобан Бабунски.
до неговата игра и придонесот во овие 2:0. И сега шанса за Гогич. За наша среќа видовте што направи од подарокот. Ево уште една стрелата ситуација. Не успеа добро да исоли топката, да се чини дека беше тоа најдоски тамо, а затоа пак Гогич се реваншира со многу непрецизниот удар. Бошковски кон Милко Ѓуровски, но интервенција на Јоану. Стојковски до Тони Мицевски. Честопати останува слободен на левата страна. Сигнализација дека фаулира Гогич од дуелот со Најдовски. Ова средба, почитувани гледачи, на некој начин ме подсетува на пријателските дуели против Словенија и против Естонија одиграни овде на градскиот стадион во Скопје. И само поради фактор дека обете завршија со 2:0 победа на македонската репрезентација, како што е и на денешниот надпревар. Туку и поради впечатокот дека како и тогаш, и денеска имаме противник кој е послаб од нас, но нашата екипа игра на сигурно до крајни граници, не отстапувајќи ни за момент од таквата определба. Се напаѓа тогаш кога ќе се изгради ситуација, никогаш не со многу фудбалери во нападот, никогаш не без да се обезбеди заднината, приодите кон нашиот гол. Друго е, се разбира, печатокот или оценката, дали може би сепак не може да се притисне малку повеќе. Во конечен биланс, се разбира, најбитно е да се забележи денеска победа. И за да биде докрај се ставено на свое место, треба да се подсети и тоа дека преголемата амбициозност не чинеше еден голем успех да биде наместо голем само половичен. Дуелот со Данска имено ми е пред очи кога го зборувам ова. Водството од 1:0 одржувано и со играч помалку на теренот, исклучувањето на Дарко Панчев на 3 минути 4 до крајот. Посакавме да го направиме, да го наголемиме на 2:0, а контранапад дојде изремувањето. Михајлидес подготвува уште една замена, ќе му даде шанса на Андреју Пандис. Со 2016. И тоа ми се чини на местото на Јанос Калотеу. Но да го се чека на моментот на замената, па ќе видиме. Пандис Андреу е најавен
како напаѓач, член е на Неа Саламина, роден е 16 јуни 1967 година, до сега 12 пати во репрезентацијата на Кипар, има постигнато 2 гола. Значи, Андреас Михаилидес евентуално ќе се оди во финишот да стори нешто повеќе засилувајќи го нападот. Михаилидес инаку е 42 годишен. Зад него стои играчка кариера од 1968 до 78 година, член на Арис од Лимасол, прволигаш на Кипар. Наредните 4 години од 78 до 82 одиграна уште една интервенција на целески Фредо Богич. Михаилидес од 78 до 82 играше за КНМ од Лимасол, второлигашки клуб. Но во тоа време веќе беше и тренер. Играч на КНМ и тренер. Кој доведе својот тим до шампионска титула во трета лигашка конкуренција, влезе во втората лига и дојде до вице-шампионска титула. Од 82 до 84 трен на Аполон од Лимасол, помошни тренер и вице-шампионска титула во првата лига. Од 84 до 86 со Апет од Лимасол како тренер, шампион во третата и шампион во наредната година во втората лига. Во меѓувреме извршена најамената замена во грчкиот тим, Памбис Андреу влезе во игра. Видиме што ќе произлезе од овој корнер за нашата репрезентација по десната страна. Тони Мицевски. Уште една штопка за него од Јаневски поигра. Ударајќи топката на средината на теренот. Да завршим со накажување за кариерата на шефот на стручниот штаб на кипарската репрезентација. Во 1986 година ја презема репрезентацијата на својата земја до 21 година. Потоа 4 години го води Арис од Лимасол и стигна до финалето на Купот на Кипар, а од 1991 година навамо е селектор на репрезентацијата. Првиот меч му беше на 13 ноември 1991 против екипата на тогашниот Советски сојуз. Михаилидес шести пат во меѓународен надпревар од квалификациите за Европското првенство со Кипар. Во меѓувреме 3 порази, 1 победа и 1 нерешен. И сега корнери за репрезентативците на Кипар. Нешто помалку од 10 минути до крајот. И натаму 2:0. Памбис Андреу го изведе корнерот. Можно за центаршут. И уште еден обид овој пат не во рамките на голот. Ако добро се сеќавам, единствен пат фудбалерите на Кипар бија директно во рамките на голот на нашата репрезентација и право во рацете на Целески.
Со број 13 тоа е Малекос, кој во второто полувреме влезе во игра на местото на Савидес. Па во нашиот тим шанса да влезе во игра чека и Жарко Серафимовски. Подготвен ги добија последните инструкции од селекторот, а во игра ќе влезе на местото на Јаневски. Нов корнер за селекцијата на Кипар по десната страна. И повторно обекнува Македонија во еден период на статици на трибините. Примишна над преварот. Уште неполни 7 минути до крајот на дијалот. Одлична интервенција на Виктор Стојковски. Запрем беше Малекос. Иницијатива на кипраните во моменти во овој период од играта. Сега сите осем голман Михалис Христофи се на нашата половина. И конечно обекнува Македонија од трибините на стадионот. Јаневски го направи овој прекршот. Судијата Штрампе не забележува сигнализација дека треба да биде извршена замена во нашата репрезентација. А Јаневски тој моментот кога го прави прекршот, сега и самиот таму и да се извини и да види што се случува со фудбалерот, што го стартуваше и тој беше повреден. А за Јаневски, ако е тоа жолт картон, тоа значи и црвен. Да. Тоа сега покажува што значеше една мала задоцната реакција од клупата порано да беше воведен во игра Серафимовски, току беше планирано да влезе на местото на Јаневски, ќе избегневме оваа ситуација. Вака остануваме со играч полноти. По втор пат во 4 средби од квалификациите. 2 жолти картона за Чеде Јаневски на еден надпревар. Предвремен крај на надпреварот за него, 85-та минута. И сега се разбира, останува да видиме што со замената. Идејата Серафимовски на местото на Јаневски веќе не вреди. Видиме, не се одустанува тоа дека не се откажува од нашата клупа од тоа дека Серафимовски треба да влезе во игра, но наместо планираниот Јаневски од игра е повлечен Бошковски. Осумдесет и седма минута од средбата. Серафимовски на местото од Бошковски. Бошковски иначе здравува на аплаузите на публиката од трибините. Уште само неколку минути за да се прослави победата на македонската репрезентација против Кипар. Прва победа во квалификациите.
Крајот е се поблизу. Уште во 26-та минута веќе можевме да констатираме дека сме на прагот на првата победа. Практично незагрозено нашето водство, практично незагрозен голот на македонската репрезентација. Една работа е сигурна и овој податок, кога сите наши фудбалери се вратени тамо на 35 метри од голот. Еден Милко Ѓуровски тука за да ги спречува нападите на противникот. Зборува за големата одговорност, дисциплина во играта што е и во спроведувањето на задачите што ја демонстрираат нашите фудбалери. Тоа не може да им се оспори. Прашање се разбира за оценката за квалитетот на играта, за оценката за тоа можеше ли, требаше ли да се играе поофанзивно, но основната цел да се забележи победа е остварена и без дилеми во секое оценување на ова што е вино на вечерот треба да се поаѓа од тој факт. А веќе публиката го започнува она завршено славје, бидејќи преостануваат уште околу 1,5 минута до истекот на регуларните 90 минути од натпреварот и евентуално некако надоместување на играта во првото полувреме. Нешто повеќе од 60 секунди. Данчо Целевски со врвот на прстите боксува, продолжува опасноста по нашиот гол и интервенираше Станојковиќ на поблиската статива. Ова е првата и единствена вистинска шанса што има фудбалерите на Кипар. Останува 2:0. Конечно опасност е од страната. Малку и моменти на грчевита одбрана на нашиот тим. По период кога играме се играч помалку по исклучувањето на Јаневски поради втор жолт картон. И како на почетокот на натпреварот и сега една убава атмосфера со скандирање Македонија, Македонија од сите страни. Нема сомнение, кулминацијата ќе дојде во моментите кога Хартмут Штрампе ќе означи крај на натпреварот. 5 бода од 4 натпревари со вакви противници, солиден биланс за стартот во квалификациите на македонската репрезентација. Бодовното салдо можеше да биде повисоко за 2 бода против Данска загубени во финишот. Сена се сосема добро, солидно. Бошко Ѓуровски по третвата на преварот во гол шанса и 3:0. Кога се чинеше дека ќе нема промени на резултатот, јунакот на овој натпревар Бошко Ѓуровски остварува хет-трик во 90-та минута од средбата 3:0. Гол за потврда на супериорноста на нашата репрезентација во овој натпревар, без оглед што на теренот кипријаните повремено остваруваа рамнотежа, па имавме и моменти кога се играше пропусто и на нашата половина, но сена се опцијот печатот таков дека кипријаните објективно не ни се дораснати во фудбалски поглед. 3:0 и крај сите 3 гола едно презиме Бошко Ѓуровски. Прекрасна интервенција на Целевски по ударот на Памбис Андреу. В 45 минути истекоа отпред 2 минути, значи се игра надомест на пропуштеното, на прекините на играта во второто полувреме. И овој трет гол ја подобрува атмосферата на трибините, а судијата Хартмут токму во моментите кога случајно топката му дојде во прегратки, што означува крајот на надпреварот,
Момент да се прослави првата победа на македонската репрезентација во квалификациите за Европското првенство. 3-0 против Кипар. Бошко Ѓуровски во 15-тата, 26-тата и 90-тата минута од средбата. Висока, заслужена, убедлива победа на македонската репрезентација. И сега, со повеќе оптимизам, можеме да ги чекаме настапите наредната година, дуелите во звратниот со Кипар, оние против Ерменија, каде што би требало да собираме бодови и да го очекуваме на тамошниот расплет и текот на настаните. Со овие моменти на третиот гол на Бошко Ѓуровски и радувањето на теренот на градскиот стадион, се развелувам од вас, почитувани гледачи, пријатна ви вечер.